Над 75 километри квадратни се уште горат во Прилепско Мариово. За сега нема опасност по населените места, а особено по селото Крушевица, каде деновиве се водеа најголемите битки со огнот. Според градоначалникот на општина Прилеп Дејан Продановски, на терен биле излезени над 100 припадници на пожарникарите, припадниците на дирекцијата за заштита и спасување, армијата, полицијата и доброволци, кои што се бореле со стихијата, која што сега е распространета во 4 крака. Се водат битки пожарот да не ја премине реката Црна и регионалниот пат Прилеп-Витолиште, кој што го дели Мариово на два дела, затоа што доколку се случи тоа, неговото затвирање ќе биде претешко. Околу селото Крушевица во текот на вчерашниот ден беше алармантна состојбата, но се направи заштитен појас, се локализира тој дел од пожарот и сега останува гори само ниска вегетација, односно треви кои што се ги има во просторот околу овие населени места. Распоредени се повеќе од 100 луѓе кои што работат на локализирање на овој пожар. Вклучени се сите оперативно-технички средства кои што стојат на располагање на локалната самоуправа и територијалната противпожарна единица и сите оперативни средства кои што ги има дирекцијата за заштита и спасување, а има специјални возила, има цистерни, има човечка сила, беа вклучени во неколку наврати воздухопловите, но беа повлечени заради дебелата зафеса од Чад и во моментов сакам да испратам еден апел до граѓаните да бидат спокојни. Општина Прилеп е организирана да се справува со вакви аварии. Сите елементи и формално-правни и оперативно-технички се исполнети. Благодарност голема до општествено одговорните компании и луѓе кои што покажаа интерес да помогнат во справување со овој пожар и беа вчера на терен, денеска исто така. Се држи колку што може да биде под поголема контрола овој пожар, но за жал истиот додека не стигне некои природни и поголеми препреки, мислам на река Црна и на регионалниот пат, нема можност да биде комплетно локализиран, освен ако не ни помогнат временските услови. До овој момент во Мариово гори само сува трева, а не и дрвна маса. Според директорот на Национални шуми Црнбор од Прилеп, во овој дел на Мариово не постојат шуми, така што ваков вид на штета за сега нема. Но затоа пак поради сувата трева, ширењето на огнот е и далеку побрзо. Сите предпоставки се дека истиот е подметнат, а имало и материјален видеодоказ. Има индици, има и материјален доказ, запис од надзорна камера дека има пироман кој што почнал овој пожар. Ги охрабрувам надлежните институции и оние на Министерството за внатрешни работи и понатаму на основното јавно обвинителство и на судот да постапат што е можно поскоро. Мислам дека апелите за да се однесуваме внимателно во овој период од годината и да на некој начин превенираме со нашето однесување да не ни се случуваат вакви несреќи, не се почитува доволно од граѓанството и мора да има соодветна санкција за овој чин. Екипите остануваат на терен и се даваат максимално сите напори за да се спречи најголемиот пожар кој што оваа сезона ја погоди Македонија.